Почитувани, добре дојдовте во новогодишниот специјал на патот до успехот. Во ова предновогодишна атмосфера или предновогодишен амбиент ве поздравувам одовде од хотелот Александар Палас. Сакам да ви представам овој 31 декември три приказни кои што потоа ќе можете да ги слушнете сите интегрално. Приказната на Блага Петревска, на Цветанка Ласкова, на Силви Бенд. Новогодишен специјал на патот до успехот. Јас сум Мишко Иванов, гледајте не. Таа е песна на Мате Грујовски и Јонче Христовски ја направиле заедно. Добро, а која пее? Вие, пошто ми се појавува, после тоа ми се појавува и Славка после пеше Славка. Јас сум прва, да. појдов случајно во радио. Тогаш немаше вака песни нешто, немаше новосоздадени. Јас случајно отидов пак Господ и тие ме гледаат, еве Блага. А таа беше за Јонче, не за Дончо, него ајде да не биде многу за Јонче. Видите, во тоа што е, јас што го гледам на YouTube, Да. значи вие затоа вие на Јонче му одите и му го зимате Да, за чашата вино на здравување. чашата вино, да. Да. Тука Јонче исто вика многу е талентирана. На другите ја слушам, да пратам се, камерата вика Блага. Ја памтите уште песната? Како не ја памтам? Еј море Дончо голем бекрија, ајде бекрија голем мераклија. На таја лута ракија Дончо, ем на тоа винце рујно румено. Еј море Дончо мераклија, на винце и на лута ракија. Еј море Дончо голем бекрија, ајде бекрија голем мераклија. На таја лута ракија Дончо, ем на тоа винце рујно румено. Еј море Дончо мераклија, на винце и на лута ракија. Еј море Дончо мераклија, на винце и на лута ракија. На конја јабашка коделија, ајде конј ми те носи гладна мејана. Мејана попика леши Дончо, само точат винце рујно румено. Еј море Дончо мераклија, на винце и на лута ракија. Еј море Дончо мераклија, на винце и на лута ракија. Старо и младо се и гледа, ајде пијана глава капче над око. Најдали не грас петман Дончо, а лохти појас цел расклашан. Еј море Дончо мераклија, на винце и на лута ракија. Еј море Дончо мераклија, на винце и на лута ракија. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Vlatko i јас прво бевме двојка, би рекла, подоцна, многу подоцна настана Силви Бенд. Јас бев студент на прва година, се уште бруцош, а Владко веќе беше втора година на факултет за музичка уметност. Кога дојдов тука, дојдов да се едуцирам и јас не ни сонував дека Македонија всушност некаде ми била судбински запишана, нели? Дека универзумот имал некаков план за мене.
Да, имав претходно некое музичко искуство, бидејќи со мојот брат имаше група Чудна конструкција и јас членував во таа група, пеев и свирав бас гитара. Така да, кога дојдов тука немав таква намера, Но Владко ја пуштио Критската мрежа но и прво, кога дојде да. ликчето, ниш остана. Прво беше тој сусрет за кој што зборувавме многу пати на некои претходни емисии, како се запознавме всушност. Јас го очекував мојот прв колоквиум по солфеж со цела моја класа, цела моја година. Стоевме пред училна и еден по еден влегувавме да полагаме. Еден колега, Мирослав Пап, дојде и ни вика: "Луѓе, дојдете да слушнете како еден тип свири многу добро." И ние онака 20 души му влегуваме на Владково училна. На нашиот факултет сите училни се опремени со концертни клавири. И онака му се поредивме околу клавирот и застанавме, а Владко како што вежбаше, застана и не гледа. И јас, како пиар на мојата група, му велам: "Свири, зошто застана?" И тој вика: "Ако ми кажеш како се викаш." Манго Покритски. Така, Манго Покритски. И сите за да не им го нарушам кејфот на останатите, му кажав: "Свири нешто убаво на Силана." Владка отсвири тогаш Over the Rainbow, композицијата од Волшебникот Оз. И некако потоа таа композиција стана лајт мотив на нашата врска. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once, of a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and dreams that you dare to dream really do come true. Someday you wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where trouble melt like lemon drops away above the chimney drops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why can Како се договоривме? Почитување, поштовање ќе кажев. Како сте ми? Одлично. Драго ми е што сте во овој серијал Патот до успехот. Се договоривме овде во Палас. Мене тука обично секогаш немам пред Нова година овде, затоа што некако елката ми е убаво накитена. Добри сте, така? Одлично и благодарам што ме поканивте. Бидејќи сме во емисијата. пред новогодишни празници, малку и ладно да влеземе внатре. Тама направивме еден амбиент за да ја отвориме приказната. Имате што да кажете. Сега прашањето ми е, вие некако се тргнавте од јавноста или ние не се интересираме за вас? Не, се тргнав од јавноста во одреден момент. Има таков период што морав да се осамам и вниманието да го посветам на нешто друго. Поверете.
Благодаря. Sekoj što je slušnal ta mandolina, po momčeto su soništa visoka cimina. 70-тите е практично првиот настап. Така? Во Кавадарци учествував на тие надпревари како представник на моето училиште. Соло, во хор, па имавме пеачка група, па игрорна, па драмска секција, секаде бев активна и тогаш тие надпревари, например, се одржуваа на стадионот во Кавадарци. Тогаш така беше. Така беше, да. Но првиот сериозен настап е практично песната на Слави Димитров. Сериозен. Сега сакам да кажам сериозно влегување веќе во тоа дека музиката е тоа. Песната темова. Темова. Да. И тоа... Али јас мислев дека таа песна, мислам, добра, ќе ја снимам. Во студио влегов, веднаш ја испеав, Славе беше задоволен и мислев дека ја снимив и толку. И продолжив да си одем на факултет. Меѓутоа, што се случува? Песната постигна многу голем успех. Тогаш имаше една емисија на Радио Скопје, Три гонга. Ѓоко Ѓоргиев. Водеше Ѓоко Ѓоргиев, да. И на Три гонга таа се искачи на прво место. И беше на, мислам, 2-3 недели на прво место водеше. И сега тука после таа песна, доста од композиторите, ма која е таа мала некоја што се појавила и така да се заинтересираа доста. Например, Бранџолица, која ме сретна, се запознавме и веднаш ми понуди, ми свири 6 песни, јас да одберам, ја немам појма да одберам во тоа време. Тоа беа величини. И Славе, и Бранџолица, Масевски, навистина луѓе кои што палеа и жареа. Да, и тоа затоа и практично се што е останато како на еден вид наследство кога во прашање музиката се е од тие времиња. Нормално имало и претходно времињата на почетоците или зачетоците на она што е фонотека, ако можам така да кажам, од Цариевски, од Васка Илиева, генерациите пред вас што биле, но тој е тој период кој што стои и денес. Ние и денес имаме луѓе кои што творат, меѓутоа многу е различно од она што вие сте го правеле. Да. Се пред додавна Опатија 76-та, тоа е кога со Јанко Узунов се појавувате, така? Така е. За малку и на Евровизија што не отидовте. И да ја представуваме Југославија на Евровизија. Да ја представувате Југославија на да. Евровизија. Ми споменавте да настап со Лепи Сол, јас не го паметам. Не ми текнува. Тоа беше на Скопски фестивал. Аха, заедно настапувавте? Заедно. Цветан Калански и Лепи Сол. Да, имам добра песна за Скопски фестивал. Скопскиот фестивал во тоа време беше најпрестижната манифестација и добив добра песна и со човек од музичката продукција на македонска телевизија и ми рече дека сакав нешто ново да донесам на фестивалот. И вели, па има еден бенд, вика, кој што пробаат во еден подрум, ако сакаш да те однесам и да видиш, да ги чуеш, вика, па види. И јас отидов, тоа беа Лепи Сол, и се договоривме, така да вежбавме доста на таа наша основа. После Кире Костов допиша уште виолини за целиот оркестар, така да многу добар склоп се направи на таа песна, се вика Долија на песната. И уште еден интересен момент, Лепи Сол кој се во прашање. Значи, како вежбавме, ја вежбавме песната, секој си додаваше по нешто, пошто сите фантастични и музичари, и меѓутоа и јас размислував и за сценскиот настап, како да биде.
И се договоривме, земавме материјали, убави, бел материјал и они да имаат кошули, а јас прв пат на Скопски фестивал да се појавам во комбинезони златни чизми. До тогаш беа оние дугачки фустани и така. Да. И секунд пред да излеземе на сцена во универзална сала и кога се свртев и гледам дека им ги нема кошулите. Чекајте бе луѓе, месец ден одевме на проби до Ѓорче Петров кај Шнедерката назад. Зашто? И Владко вика, па знаеш ме, вика што, со тоа кошулите кога се видовме, личиме као кафански оркестар. И вика, и јас се наљутив, и одма Бодан и не знам ше кој двајца истрча, а ги наметна кошулите на себе и излеговме, пошто директен пренос, тука нема мрдање, секунди се опраша. Да. Скопје, меѓутоа ја имавте таа среќа да видите и дел од тој 20 милионски пазар кога во прашање Југославија и се случува Опатија. 76-та, за малку и ќе представувавте Југославија на Евровизија. Како одеше тогаш по клуч? Се одеше така? Се одеше по клуч. Тогаш Кај нас дојде Тимчо Апостолов, уредникот на екран и вели сабота се бајле. Од тогаш имаше и полуфинале. И многу отпаднаа песни и се. Меѓутоа ние, Лео Мартин, Одисеја, Бај Бај Бисера Велетанич, значи трите ние бевме фаворити на Опатски. Вие бевте со Јанко Узунов, практично. Со Јанко Узунов и Македонија после 4 или 5 години прв пат влезе во финале на Опатија. Тоа беше огромен успех. Па после тоа сабота се бајле Тимчо доаѓа и вели се шушкам меѓу новинарите, можда ќе победите, а победникот одеше, ја представуваше Југославија на Евровизија. Да. Кој победи тогаш? Амбасадори рековте? Кој победи тогаш? Амбасадори. Да? А вие на кој место завршивте или не битно е? Не знам на кое место, не е битно апсолутно и многу одамна беше. 76. Меѓутоа бевме. Таа е постара од мене. 76? Не си бил роден? Не. Постара од мене песната. Так, да. Кога, сега вака, вешатам од период на период, кога последен пат сте запеале? Кога сум запеала? Да. Па за другарките мои затворено. Така се знаете да се опуштите, така? Да. И што најчесто варат? Мажот ми многу ја сакаше Ѓурѓевден. И јас мислам дека добро ја пеам таа песна. И сега другаркиве, ајде, молим те, пошто не сум многу, треба да ми дојде и да испеам. И кога ќе ми дојде, таа или имаше 2-3, и тогаш ќе ги викнам и леле, сежи ме цели.
zašto me ostavi? Ti gosede srce ti mi jazede dušava, pesnata nadešta, radosta, ljubovta, ti, samo ti mi zema se. Pesnata, radosta, ti, samo ti mi zema se.